Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Тоа се по 17.000 нови работни места годишно. Дали мислите дека е преамбициозна оваа бројка? Не, апсолутно не е преамбициозно, бидејќи ако се погледне она што го очекуваме и кај странските инвеститори и кај домашните, ова ќе биде релативно лесно остварливо. Единствено доколку има некоја голема надворешна криза во Европа или ако многу се продолжи политичката криза во Македонија, може да има евентуално потврлање на овие цифри, но во една ситуација на стабилност, јас мислам дека износот ќе биде многу поголем. Погледнете ги само податоците за странските инвестиции во Македонија. Оние што се веќе тука, кои што веќе имаат креирано 17.000 работни места, постоечките инвестиции што се привлечени, во нивните бизнис планови кои што ги реализираат и со позабрзано темпо, имаат предвидено само постоечките 35.000 работни места. Значи, буквално ништо да не правиме, 17.000 нови работни места ќе дојдат само од странските инвестиции. Ако се погледне повторно историски наназад, странските инвестиции секогаш биле 5 до 6 пати помали од оние на домашните инвеститори, што значи сепак најголемиот број на работни места во Македонија го создаваат домашните компании. И ако се проектирува на следниот период, износот е навистина поголем, пријатно над 80.000 нови работни места, но за тоа сепак одевме конзервативно, бидејќи многу ни е важно да граѓаните имаат чувство на сигурност во тоа што политичките партии го ветуваат. Во овој случај говорам за ВМРО-ДПМН. Едноставно, мораме да го промениме имиджот на политичарите и сваќањето на луѓето дека сепак политичарите се луѓе кои што ја говорат вистината. Кај нас постојано со години наназад се тврдеше дека политичарите даваат нереални ветувања, дека едно ветуваат за избори, подоцна друго реализираат. ВМРО-ДПМН го смени тоа како пракса. Во принцип, секогаш испорачуваме повеќе од што ветуваме, така што и овие 17.000 апсолутно сме сигурни дека можеме да ги постигнеме. Има многу проекти, многу механизми, многу политики што се предвидени во програмата реално, кои што ќе придонесат да оваа цифра се постигне, но еве во останатиот дел на емисијата ќе проговориме и за нив. СДСМ ветува просечна плата од 30.000 денари и минимална загарантирана од 16.000 денари. Колку е реално ова да се постигне? Видите, знам дека политички на луѓето од секојдневието им звучи многу привлечно да слушнат износ дека 30.000 ќе биде просечната плата. Јас искрено би сакал просечната плата во Македонија да биде на 2.000 евра. Меѓутоа треба да се види колку е тоа реално. Во Македонија во овој момент има околу значи, оние што плаќаат придонеси, што се пријавени во Агенцијата за вработување се околу 600.000 вработени. Спрема Завод за статистика, како вработени се водат 722.000, но еве да бидеме по-конзервативни да ги користиме податоците на Агенцијата за вработување. Значи, во Македонија постојат 600.000 лица кои што имаат така наречен М1 образец, односно им се плаќаат од правните лица нивни кај што работат давачките. Просечната плата во Македонија е во последната исплатена е 22.193 денари, еве да заокружиме на 22.000 денари. За да се стигне до просечна плата од 30.000, значи треба секој вработен во просек гледано во Македонија да добие дополнителни 8.000 денари. Ако пресметате и давачки на тие 8.000 денари, во просек се околу 50%, 45-6, тоа се уште дополнителни 4.000 денари, значи трошокот на работодавачот би бил, ако некој има плата 22.000 да исплати 30.000, збирно гледано околу 12.000 денари или околу 200 евра. Сега, помножите го тоа со 600.000 вработени, ќе дојдете до цифра од 120 милиони евра месечно, односно по 12 месеци околу 1 милиарда и 400 милиони евра. Значи, во економијата треба да се најдат 1 милиарда и 400 милиони евра за да се стигне до просечна плата од 500 евра. Збирната добивка на македонските компании е далеку под овој износ. Значи, ако се погледнат податоците од Управата за јавни приходи, што значи да се оствари она што го ветува СДСМ, во просек сите компании во Македонија треба да работат со загуба. Значи, економски не е издржано она што го тврдат. Значи,
не е возможно да вие толкова додадена вредност да создадете во период од 4 години. Нашиот бруто домашен производ све што се создава е на ниво од 9 милиарди евра годишно и растеме 3-4, нека биде растот и 5%. Невозможно е да дојдете вие да креирате дополнителна 1 милиарда и 400 милиони евра во економијата годишно. Тоа можно е да се случи за 6 до 7 до 8 години, но во овој период е апсолутно фантастично да се тврди такво нешто. Јас би сакал да може да биде тоа остварливо, но едноставна анализа на бројките покажува дека е тоа нереално. А дали е реално ветувањето на СДСМ, се извинувам, дека ќе враќаат 15% од данокот на додадена вредност на секој граѓанин? Видите, и тоа е неиздржано, бидејќи прво малку ги мешаат работите. Кога се плаќа данокот на додадена вредност од конечниот корисник, од граѓанинот, не е просечната стапка 18%. Најголем дел од производите што луѓето ги користат се со даночна стапка за данок на додадена вредност од 5%. Значи, огромен број на производи. Така што враќањето на 15% дека тоа ќе вратило цела плата на крајот од годината е апсолутно нереално. Вие, ако плаќате просечна стапка некаде помеѓу 7 и 8%, колку што е ефективно на данок на дадена вредност, не може да се собере цела плата на крајот од годината. Но проблемот е и во нешто друго. Во програмата на СДСМ нема податоци за нивните макроекономски проекции. Ние за тоа излеговме со податок колку ќе биде растот, колку ќе биде буџетскиот дефицит и врз основа на тоа креиравме колкава е рамката за капитални инвестиции и што е она што како нови проекти може да се реализираат од затекнатата состојба. Ако вие имате проекти, во програмата на СДС има огромен број на проекти кои ги зголемуваат фискалните давачки, значи ги зголемуваат трошоците на државата, а во исто време проектирате намалување на приходите, во ситуација каде што веќе имаме дефицит од 3,5%, толку треба да биде на крајот на оваа година, едноставно доаѓате до ситуација да нема од каде да се финансира државата. Значи, убаво би било да може... Тие се залагаат за воведување на прогресивен данок, односно богатите да плаќаат повисок данок. Тие сакаат, тоа се однесува само на 5% од популацијата и се однесува на персоналниот данок на доход. Персоналниот данок на доход сепак е незначителен учесник, многу помал отколку данокот на дадена вредност. Така што тоа што ќе бидат дополнителни приходи во буџетот за оние 5% од граѓани кои што би платили не 10, туку 18% колку што предлагаат СДСМ, е незначителен придонес во буџетот и ни приближно не може да го компензира износот што ќе се враќа од ДДВ. Бидејќи данокот на додадена вредност е 7-8 пати поголем учесник во буџетот отколку данокот на придонесите од персонален данок на доход. Така што кога ќе ги споите тие податоци сите, дека имаат дополнителни трошоци, она што го сметаат како дополнителен приход е незначително, тоа што го сметаат како дополнителен расход е огромно во износ, едноставно математички не е можно. Нема да има пари сето тоа да се изфинансира. Бидејќи ние сме со степенот на задолженост сепак во умерено задолжени држави, но просторот за понатамошно задолжување не е преголем. И едноставно јас не гледам начин како ќе се изфинансира програмата на СДСМ. И затоа сметаме дека е таа апсолутно нереална и основна анализа го покажува тоа. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.